Жителите на селата Крушево и Трстија во континуитет пијат неисправна вода за пиење, покажуваат анализите на Заводот за здравствена заштита од Кочани, а според последните извештаи кои беа доставени на вчерашната седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, неисправност покажале и мострите од селата Пеклани и Трсино. Руинираноста на водоводните системи и неажурноста на луѓето на кои им е дадена обврска да ја хлорираат водата во селата се главните причини кои ги посочи доктор Иван Коцев. Во недоволна стручност се направени многу пропусти во самата градба. Од тогаш па наваму таквите објекти се подложни на руинирање и во недостаток на средства секако дека не можеле да се одржават онака како што треба да се одржават и најпосле човечкиот фактор се дадени на одржување на нестручни лица кои истовремено немаат ни правен основ да управуваат со овие објекти од причина што локалните местни самоуправи не представуваат правни лица и како такви практично луѓето кои управуваат не ја чувствуваат одговорноста за обезбедување на квалитетна и безбедна вода за пиење. Од јавното претпријатие потврдуваат дека лицата задолжени за хлорирање, иако редовно им се доставува хлор, дури за Трсино, Пеклани и Драгобраште на задолженото лице му е даден инструмент за мерење на хлорот. Очигледно не ја сваќаат сериозно задачата без соодветни санкции. Освен во село Крушево и во село Трстија, во другите населени места повремено се јавуваат негативни анализи. Меѓутоа тоа се должи пред се на фактот што ние не ги одржуваме тие системи за водоснабдување. Ние само на председателите на местните заедници од тие населени места им доставуваме бесплатно хлор. Меѓутоа не си ја вршат работата, очигледно. Нивна обврска е значи постојано да вршат хлорирање на водата во нивните резервари. Хлорирањето треба да биде континуирано, секојдневно, а не да биде инцидентно по потреба. Санкции не може да се преземат, бидејќи знаете дека местна заедница не е правно лице, тоа е се на доброволна база, така да ние не можеме никако, нити ние, нити било која инспекцијска служба. Реконструкција и изградба на дренажни системи во некој од селата е повеќе од неопходна. Проекти се изготвени, но нема средства. Ако не за секој, барем за повеќе од половината, треба да се направат нови дренажни системи, да се прочистат постоечките, да се направат нови и се со цел да биде функционалноста на поголемо ниво. Средствата кои што се потребни за изградба на овие две пречистителни станици се огромни. Се движат околу 10 милиони денари, што е голема сума на пари, која општина Виница во моментот ниту пак јавното претпријатие не може да ја обезбеди. Без навремена интервенција и преземање на соодветни мерки, последиците може да се очекуваат во секое време. Ризикот секако постои. Доколку се најде клицоносител или животни кои се носители на патогени бактерии, секако дека постои огромен ризик за загадување и со овие опасни бактерии и во таков случај нели може да се јави некоја посериозна епидемија, конкретно хидрична епидемија од која ќе заболат сите тие што ја користат ваквата небезбедна вода, што значи постои голем потенцијален ризик. Извештајот за исправноста на водата за пиење беше единствената точка по која расправаше Комисијата за урбанизам. Останатите се одложија за расправа на утрешната 38 седница